Делењето владини ваучери во тек на кампања не е спорно за Уставниот суд, иако за многумина тоа представува предизборен подкуп. Судиите решија да не поверат постапка за испитување на уставност и законитоста, но оваа владина уредба донесена во текот на вонредната состојба. Со уредбата беше одлучено над 30.000 граѓани да добијат домашна платежна картичка и тоа во текот на предизборната кампања, со оглед на тоа што делењето на ваучерите е во тек, а предвидено е да заврши до 18 јули. За експертите, тенка е линијата меѓу помош за граѓаните и предизборен подкуп во овој случај. Според Слаѓана Тасева од Transparency International, периодот на реализација на мерката се совпадна со предизборието, па тешко да се дефинира дали некој го злоупотребил процесот. Тасева смета дека пакетот мерки повеќе личел на популизам, кој има за крајна цел добивање гласови на избори. Не можат исплаќањата од овие картички да се вршат во време на изборна кампања, ниту пак во време на избори. И затоа мора да се внимава и мислам дека и антикорупцијската комисија на тоа ќе внимава и ќе излезе со свој став. Покрај сомнежите дека оваа мерка се злоупотребува во предизборни цели, пари сепак нема да добијат многумина на кои им се најпотребни, речиси 85.000 граѓани, извисија бидејќи биле пасивни баратели на работа. Една од нив е Виолета Милошевска од Гостивар, без никакви приходи, вели по 32 години, не било фер да остане без помош. Агенцијата за вработување 3 децении ниту еднаш не ја понудила работа, иако таа редовно се пријавувала. Кога конечно минатата есен поради здравствени проблеми не можела се пријави секој месец, влегла на листата на пасивни лица. Токму поради овој потек сега не следуваат 9.000 денари. Дури директоров во фондот кај што се пријавувам се зачуди. Викат како може тебе да не следат кога цел живот си под завод. Не знам, реков директора. Вуја па без се чуде и тие. Викат, ова е катастрофа, ова е срамота, викат. Ова е баш срамота невидена. Јас, значи, сум чиста претуја, па во фондот исто нека проверат од 88 до денеска дали еднаш имам промашено. Делењето на домашни платежни картички започна во месец јуни, а она што представува плюс сомнеш дека мерката се злоупотребува е што делењето трае се уште, а ќе трае и после изборите.